Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта утре ќе престојува во официјална посета на земјата. Една од главните теми што се очекува да бидат дискутирани на средбите е и прашањето со Бугарија. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски изјави дека позициите на државата се засновани на јасни принципи, нагласувајќи дека како што Бугарија има очекувања од нашата земја, така и Македонија има своји очекувања. Софија кога повикува ние да бидеме малку симплифицирам, но мислам дека изјавата беше дека ние треба да бараме решенија, да бидеме поразумни. Јас ја повикувам Софија да погледне кон себе и да биде одговорна кон регионални процеси кои што се и геополитички значајни. Јасно сме ја кажале нашата позиција дека доколку државата доби институционални гаранции од Советот и потоа Бугарија реципрочно ги примени пресудите кои што треба да ги примени, тогаш очигледно сме во позиција каде што е изградена меѓусебната довера. Председателот на опозицијската СДСМ, Венко Филипче, изјави дека официјално истекува рокот што премиерот Христијан Мицкоски им го постави на граѓаните, а се однесува на исполнување на неисполнетите точки од реформската агенда. Како што рече, се потврдила уште една очигледна лага на Мицкоски, додавајќи дека како што дошол на власт со лаги, така и владее. До јуни 2025 година требаше се донесат 16 закони. Тогаш се донесува само 6. За 10 се доби продолжување на рокот сега до јуни 2026 година. И што се случи? Од тие 10 закони, кои што не биле донесени во јуни 25 година, па Европа го продолжила рокот до јуни 26 година, повторно реализацијата е само 20%, односно донесени се само 2 закони. Измени на Царински закон и Закон за безбедност на мрежни информацијски системи. Инаку патот кон членството во ЕУ останува блокиран, главно поради еден услов – уставните измени. Премиерот Христијан Мицкоски јасно изјави дека неговата влада нема да започне уставни измени, се додека не добие гаранции од ЕУ дека повеќе нема да има нови барања од Бугарија.